се уште разговараме за македонското прашање. Ние направивме држава, државност, граници, независност, академија, затвор, суд, јазик, се, но се уште се зборува за ако некој ти го оспорува идентитетот, ти оспорува државата. Се ти оспорува и ние се уште сме во ситуација да се бориме за македонското прашање. Така излегува. Јас последниот пат на последните разговори кога излегува викам чекај сега ова како во 19 век да су. Или почетокот на 20, а затоа и дадов коментар, барањата на Грција се како да се од 18-19 од крај на 19 почеток на 20 век, значи не знам како да се врати во времето назад. Ти зборува некој дека ако во неговата земја имало македонци, не можело да има и во твојата земја македонци. И тоа било неприфатливо. И ќе те кочи ако не го смениш тоа. Како така? Кај живееме? Мислам 21 век е, ау. Така што многу е сериозна ситуацијата во тој поглед. Штети ни прават големи, значи не е наивна. Штети ни прават економски, политички, значи фактот што ни се одложува членство во НАТО, што ни се одложува членство во Европска унија, не е безазлена работа. Тоа има огромни економски последици. Едно ќе беше ние ако сега добиевме датум за преговори и веќе бевме членки на НАТО, ќе бевме ако не беше Грција, и психолошката ситуација во земјата, и бизнисот, и инвеститорите, сосема едно ќе беше, друго е сега. Значи, ја никогаш не сум тврдел дека влезот во НАТО немаше да ни помогне, ќе ни помогнеше во смисла на психолошко да ги ослободи инвеститорите, полесно да доаѓаат тука, поголема сигурност да чувствуваат во однос на еднината и така натаму. Така што сериозно е прашањето, а барањата се како од 19 век. И многу чудна ситуација. Извините, прекинав. Не, тоа ми беше зборот, значи се велиш отворено е. Меѓутоа тоа отворено прашање македонско е веќе поставено на централ. Македонската салата не е веќе салата, него е главното јадење на ручекот. Та масата е централното прашање, реално поставено. Мислам дека повеќе се занимаваат со нашето отколку со турското прашање, например, да влезе Турција, да не влезе така. Па очигледно дека стана високо интернационално прашање, прашањето поврзано со Македонија, откако ние ги исполнивме сите реформи. Каде е финесата тука? Откако сите реформи за НАТО и Европска унија ги исполнивме, сега нема што да кажат. Тоа е зборот. Каде е финесата? За Европска унија мислам за почеток на преговори, за тој дел, за таа фаза. Каде е финесата? Дека барањата едноставно само по себе доаѓа на маса. Нема кај да го стават прашањето сега. Излегува на површина. Завршени реформи за НАТО, завршени реформи за почеток на преговори. Нема веќе сега друго и вика, добро, сега ајде. Ајде. И од 19 век се ваќаме. Тоа што тогаш не се дорешило, а од друга страна сега да го решаваме тоа. Така. Има членка која има свој барања кои се од 19 век и доаѓа да судира цивилизација. Има. Па добро, очигледно дека тоа прашање тлее од цело време. Иако ние можеме да најдеме документи каде што Грција во текот на целиот минат век често пати Република Македонија освобува со името кога сме биле федерална единка на Југославија. Не нарекувале нели социјалистичка Република Македонија, ќе најдете и места кај што македонци и така натаму, но очигледно жарчето тлеело и сега се разгоре. Во 90-тите години се разгоре. Сегашната опозиција која што тогаш беше на власт го направи тоа што го направи, односно не најде начин да го реши прашањето и врелиот косен дојде на маса, дојде во наши раце. Правиме се што можеме. На крајот овој дел дипломатски мултилатерален билатерален, последното прашање е следно. Ти си човек задолжен да те етикетираат. Све има етикети. Една од етикетите е дека Јас сум најнапаѓениот политичар и кој има пратенички прашања 80% мене ми ги поставуваат. 90%. Пратениците од другиот. И демек едната од етикетите ова е меѓународна дека е Македонија изолирана земја. Што всушност се испоставува од серија потези, вклучително и позитивниот извештај на Европска комисија, паѓањето вечер на полноќ на Шенгенската завеса, така натаму, дека тоа не е така. Па знаете што, СДСМ одеше со кампања дека земјата е изолирана во оваа година, во март, април, кога заврши 2009 година, главната теза на кампањата беше изолација.
главниот збор, најупотребуваниот збор, најупотребуваниот напад, дури ми се чини слоганот нешто им беше поврзан со изолација. Сега не се сеќам то наместо изолација, нешто друго, така некако беше слоганот. Интеграција. Интеграција, така нешто, да. Според ова што го гледаме, визна либерализација, исполнети реформи за почеток на преговори со Европска унија, дипломатска активност и средби како што одамна не се памти во овој период, ја не ја гледам тука изолацијата, мислам. Да. Навистина не можам да разберам каде е изолацијата. Од вечера, од полнок, нашите граѓани со македонскиот пасош, без визи, без чекање редици, без играње мајтап со ни кој оро да игра, кој не знам што да прави, да. си одат, си патуваат слободно, стануваат дел од европските граѓани. Тоа не е замена за членството, ама е големо олеснување, кое што многумина го ветуваа до сега не го исполнија. Ние го ветивме и го исполнивме. Тоа е разликата. Значи до сега сите го ветуваа. Нема политичка гарнитура која што на избори не ветувала визна либерализација. А најмногу па нашите противници. Ние дојдовме, го ветивме и го исполнивме. Тоа е едно од покропните ветувања што ги дававме. Ти благодарам. Да направиме една мала пауза, по едно чајче, водичка. Може.